Добро вечер, започнува здравието есе на Канал 8. Вечерва ќе посветиме внимание на забите и на нивната естетика. Ортодонцијата е наука за естетика на забите, а забите се многу значаен детал, нели, кај нас, односно во нашиот организам и во нашата уста. Ќе зборуваме за ортодонските аномалии, поточно за збиеност и растрецитост на забите, со доктор Виолета Донева, специјалист ортодонт. Добро вечер, доктор Ке, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8 и еве можност да ги објасниме аномалиите, како кај децата, така и кај возрастните. Добро вечер. Мило ми е што ме повикавте. Секогаш е интересно да се зборува за нешто што го има, што е присутно во нашиот организам, ама и за тоа дека ако одстапува од нормите на убавина на здравје, дека може и да се поправи. Така, естетиката е многу важна, така да и ортодонцијата е за естетика на забите, а вие ортодонтите се грижите за убави заби, така ли? Збиеноста и растреситоста на забите е честа појава кај децата, така ли? Да, и не само кај децата, туку понатаму и кај возрастните. Ако не се третира, ако не се поправа, не се оде на ортодонт, не има ортодонски третмани, тогаш аномалиите на забите, на вилиците, остануваат, нели, до крај. Затоа може да се споменав само две аномалии, но ќе зборуваме и за други аномалии, не само за збиеност кај забите, па еве да објасниме што представува всушност ортодонската аномалија. Ортодонската аномалија понародски можеби може да се рече како мана, значи не е болест, не може да се рече дека е болест, затоа што болест е сложен процес, кој има болка, кој има негативности по општото здравје, по локалниот орган кај што е лоцирана болеста. Ова се вика мана. Понародски значи нешто што одстапува од нормалата, а нормалата е одредена по многу норми, кодови кои науката ги осознала, ги класифицирала, ги дефинирала и направила дефиниција за нешто што е нормално, а во ортодонцијата може да се рече и за нешто што е убаво, симетрично. Да. Значи тоа е аномалија во однос на забите, во однос на вилиците и воопшто забите, вилиците како се вклопуваат со черепните коски. Тоа се вика аномалија или по наше мана. Да. Ќе објасниме, имаме повеќе видови на аномалии, но најпрво да зборуваме за факторите кои придонесуваат да се создадат ваквите аномалии или мани, народски кажано. Така, значи кои фактори влијаат? Веројатно има многу фактори кои влијаат. Да, значи мора да има фактори кои ќе придонесат за да се појави дадена состојба. Ова можеби подобро и да се нарекува состојба. Како состојба. Да, а не болест, како што болест, да, не може, да. Значи оваа состојба ја допринесуваат повеќе фактори, од кои имаме генерални или фактори на кои не можеме да влијаеме, општи фактори и локални фактори на кои можеме да влијаеме, ама можеме и сами да ги предизвикаме. Еве како фактор, најголем, најдоминантен фактор е наследството. Во секоја област, во секој фенотип е организам што е створен, организам што делува, што битисува, тоа се вика фенотип, ама фенотип да дојде до фенотип мора да имате и внатрешни и надворешни влијанија. Сега едно од влијанијата рековме дека е наследството и за сега не може да влијаеме на генетската детерминираност на организмот, значи тоа што ќе го наследиме и не може нешто да се измени во тоа. Немаме можности да ги менуваме гените. Тоа е еден фактор како наследството, ама има, например, фактори на кои можеме многу да влијаеме. После наследството, како фактор од растот, што влијае на растот, на развојот, а ортодонцијата се бави, вистина дека таа се бави да ги како да речеме, да ги поправе маните, да го поправе тоа што не е убаво, што не е симетрично, што не е и добро и за здравјето на забите, меѓутоа се бави и со растот и со развојот, ги следе промените и кога ќе дојде вистинското време, ако имаме нешто што рековме одстапува од нормалата, го решава. Сега за растот и развојот
најмногу влијае освен генетските особености на кои рековме дека сме немоќни во сега за сега да влијаеме, влијае исхраната. И како влијае исхраната? Па исхраната мора да биде избалансирана уште кога плодот е во утробата на мајката, затоа што детето кога ќе се роде се раѓа со сите клици за трајни и за млечни зъби. Значи веќе оформени клици за зъби, оформени вилични лакови има, оформени меки ткива, што значи дека при растот, при развојот мора да има внес избалансиран на материи кои ќе го хранат организмот, правилно ќе го исхрануваат, правилен дотор да имаме на витамини, на минерали, на јаглени хидрати, за да може организмот правилно да се развива, нормално да се развива, и кога ќе дојде детето на свет да биде во кондиција понатаму во надворешниот свет, пак сега со исхраната, со надворешните фактори да помогнеме да се развива во здрав организам. Еве за бремените жени, кога сме кај бремените жени, значи дали треба да се додаде флуор во исхраната? Флуор или па во вид на таблетки? Во вид на таблетки, да. Да. Дали препорачувате и дали тоа нешто ќе влијае за добри запчиња да има понатаму бебето, односно детето? Да, тоа сакав да го кажам, значи во забната клица, како се формира забната клица се формира како решетка. Многу е убаво сликовито, тоа е прикажано во дадени книги, значи буквално решетка како мрежичка и сега во секоја празнинка од решетката влегуваат флуор, калциум, калиум, сите елементи за да се створи забната коска, зашто забот се ствара и има 3 вида на коска забот има. Значи 3 вида на коска ја градат забната коска и во внатрешноста има едно меко ткиво кое се вика забна пулпа или забен живец. За да се формира правилно забната решетка, да се наполни со тие елементи, треба да имаме доволен внос на минерали, Сега во некои земји за флуорот, во некои земји властите дозволуваа водата да добие толку флуор колку што е потребно во дадени количини, населението да го пие и така да добие онаа количина која е потребна за организмот да ја внесе во организмот. Во некои земји имавме, па и кај нас порано во Штип имало премногу флуор во водата, па сега кога ќе имате нешто премногу, тоа дава некои други реперкусии, аномалии кои се несакани, значи има едни кафеави петна ќе се јават, значи премногу флуор и детето кога ќе изникнат зъбчињата ќе има кафеави петна. Тие се викат флуорозни зъби. Кај нас во Кочани мислам дека водата не е лоша, дека е избалансирана, ама не е лошо да се земе флуонатрил, има едни таблетки кои се дават по шема, значи на оддадена бременост во кој дел од бременоста е, кога ќе се роди детето, во која возраст е, во која тежина, се има спецификација на флуонатрилот и не е лошо да се зема. Значи како минерал, сега зборуваме за минерали. Инаку најдобро е за исхраната, тоа е општо познато, која препорачувате за бремените? Најдобро е да биде разновидна. Значи за да може се да се внесе и тоа колку може да биде понетретирана, значи да не биде многу пражена, многу печена, да биде поздрава храна, здрава храна и свежа храна, свежо приготвена и најмногу нашето поднебје има, ама јас мислам дека многу помалку го користиме тоа, значи да земаме овошје и зеленчук. Тоа се минерали, витамини во најдобар состав што можеме да ги земеме, а ние го имаме тоа. Така. Колку доењето тука има значење? Доењето од непроценлива вредност, непроценлива важност. Веќе кога ќе се роде бебето, да, и како исхрана, и за зъбчињата делува. Да, и како исхрана, и вие, значи во тој момент му внесувате на детето имунитет, има преку мајчиното млеко, тоа општо познато, значи нема да страда од болести, а со самото тоа и растот и развојот ќе биде понормален, нема да биде назаден од болеста, туку ќе биде унапреден од исхраната. Значи, прво е тоа, имунитетот го прима од мајката, ги прима сите хранливи материи и се развиват виличните лакови со цицањето. Значи, детето не станува мрзливо, мора да се помаче малце за да добие храна, а кога имате значи функција на органите, тие се развиват правилно и одат во понатамошна, поправилна
форма и развој. Значи цицањето и тука си има едни функции на организмот кои се учат во ортодонцијата и воопшто во стоматологијата, како цицање, како голтање. Значи да се оствари функцијата на цицање, јазикот завзема посебно место, горното непце завзема посебно место, се ствара една мала шуплинка во форма на вакуум и така се извлече млекото. Па потоа јазикот се залепе на горното непце и се оствари првиот акт на голтањето. Значи има неколку функции кои ние сметаме вака кога веќе јас и вие зборуваме, ние сметаме дека тоа не од Бога, дадено еве сега се зборуваме. Не, изборувањето е функција што човекот треба да ја освое, да ја научи, ама најголем број од децата од населението полека си уче, си зборува, си голта, или си джвака и мислиме дека тоа не е така дадено. Ама има дел од луѓето што не можеле да го освојат говорот и тогаш е многу тешко, не може да го превоспитат голтањето. Значи кога имаме доење, има едно голтање што се вика бебешко голтање. Понатаму ќе ви кажам, има една мана која ќе е предизвикана ако детето не го превоспита голтањето, не помине на зрело голтање. Значи еве гледате, само еден мал факт кој една мало нешто што ние го сметаме дека е нормално, ако не може да се превоспита голтањето, ако не може јазичето да дојде во друга позиција, не во позиција кога има цицање и голтање, туку ќе има джвакање и голтање, ќе добиеме една мана за која покасно ќе зборуваме. Така да. Следејќи го растот и развојот на детето, секако дека треба избалансирана и здрава исхрана да има и детето кога веќе ќе му никнат и првите запчиња. Тоа што посав од бременоста, па доењето, па се година. Да, значи да биде точно, да биде исхраната правилно. Кај нас сега во модерниот живот преовладуваат малку полеплива храна, попреварена храна, помека храна, вештачки кашички, така натаму не му се дозволува на детето да джвака, туку директно ја голта. Да одгризува, да джвака. Например, вие ако е многу важно за развојот на да земете еурокрем да јадете. Вие немате потреба ништо да се помачете. Значи земате еурокрем, пример ви кажам, не мора с ДНК сирење, не знам како, тоа само се лепе по зъбите. Значи нема функција на джвакање, нема функција на триење на зъбите, нема што зъбите да ги исчисте, а да земете една јабучка да изедете, да земете една крушка да изедете. Тоа е веќе сосема различно. И добро за организмот, а добро и за зъбите. Ќе ги измие зъбите, ќе ги измие една крушка да ја изедете. И ќе внесете многу подобри материи отколку од заситените шеќери, шеќери, преварена храна, многу мрсна храна. Так. Ги споменавме наследните фактори, општите фактори, тоа е. Да, има општи фактори, може да се исто на почетокот ако мајката не води добар режим на живот, например, ако има добра хигиена, ако има добра исхрана, тоа дава за право да мислиме дека ќе биде здрава, и ќе донесе здраво дете на свет. Ама ако имаме обратно, например, ако мајката заболе од рубеола, тоа е многу лесно вака површински изгледа кај мајката заболување, кој дава многу тешки последици во лицевиот скелет. Ако има заразен хепатит, исто многу тешки последици ќе добие. Ако има луес, многу тешки, тие се преносливи болести. Тоа многу тешко за мајката и детето ќе има многу тешки последици и воопшти последици и последици по устната шуплина, лицевиот скелет. Значи мајката, општи фактори, мајката треба да има пушењето, например, да не зборуваме за алкохолот, за дрогата. Да. Тоа е нешто што задолжително треба да се исфрле од режимот на мајката. Так. Тоа се тие општи фактори, но имаме и локални фактори кои влијаат за појава на ваквите ортодонтски аномалии. Да, локални фактори, еве сега ќе ви кажам локални фактори, значи рековме нели фактори кои можеме да влијаеме, некои не можеме, на наследството не можеме, на сите овие можеме. Значи мајката може здраво да се хране, може да пази да не оде да седе во проветрени простори, да излегува надвор, значи да не биде со заразени луѓе. Сето тоа може да се пази, да се внимава, да не биде значи еден добар дисциплиниран живот да има. На тоа може да се влијае исто, например вака сега, ако земете локални фактори, не можеме толку ама сепак детето ако падне, првиот пат е на главата на предните зъби.
значи одма или бутка клица навнатре или кршат запче или гледате то локален, беззлен, ама гледате каква локални повреда, значи, една едноставна повреда може да има. Не. Друго што може само детето да предизвика, да истурка вилица напред, да ги стурка зъбите напред, да цица прс, како лоша навика. Тоа е во категоријата на лоша навика. Так, или можеби цуцлите, така. Почетокот е цуцла, понатаму може шише, таква цуцла. Затоа вие ортодонтите секогаш советувате дека детето не треба да има лажовна цуцла. Да. Ако постојано се пие млеко преку шише, има некогаш до 7 година, се пие млеко преку шише, понатаму прст се цица, особено палец се цица, може да се земе кебенце да се цица, да се грицкат ногти. Значи тие се гледате колку ситни нешта, ама сите влијат. И ако имате генетски потенцијал да се случи нешто, ама си спие, да речеме, си мирува. Ви само можете да го разбудите со и да го потурнете да тргне. Так, ги објаснивме факторите кои влијаат за појава на ваквите ортодонтски аномалии, а сега рети да кажеме кои се тие ортодонтски аномалии и колку се застапени кај нас во овој Кочански крај, бидејќи вие работите токму со такви пациенти. Да. Мене ми е многу мило што јас работам 30 години стоматологија и мислам дека тоа го работам со најголема љубов и сите пациенти ги знам, ги паметам. Еден пациент ми вика хард диско се уште дека прима, пишува, ги сакам, ги знам и имам некои дефиниции остварено во однос на нашите деца, нели нашите пациенти од долгогодишното искуство и следење на нашите пациенти. И за тоа ви благодарам и вашите гледачи и моите пациенти се заинтересирани нели за нашето население, за нив. Сега кај нас исто локален фактор, тоа е добро да се каже, локален фактор е губењето на млечни зъби. Сега мислам дека во поново време, мислам дека се повеќе и повеќе ќе биде подобрена ситуацијата, дека кај нас порано не се поправаа млечни зъбчиња. Нешто од страв, нешто од немарност, многу фактори имало кои нели не сме биле толку внимателни да поправаме млечни зъбчиња и родителите, па и докторите. Обично дека ќе се смени, така не е трајно зъбче, не е трајно, па ќе се извади, но тоа е голема грешка, така. Сега грешка е во тоа што оно вистина ќе се смени. Ама кога имате расипани млечни зъби, детето прво има компрометирана исхрана. Ние викаме да јаде потврста храна, нели, да си грицне нешто, да земе корче од леп, ама не може ако ве боле зъбче вие да земете потврста храна. Значи болката се го прави болката, прво тоа. Второ, не може да спие цела ноќ, не може да спие. Се компрометира, и храната, и развојот, и растот, се компрометира. На крајот, кога ќе мора да се изваде, ако оно се разболе зъбчето пред време, например, нема да може да се изчека смената на зъбите, природната смена на зъбите. Значи да никне трајно зъбче, да го ресорбира коренот од млечното зъбче, таа е физиолошка ресорбција, и друга ресорбција во организмот е секогаш патолошка и не е добра, ама оваа е физиолошка и здрава. Значи трајното зъбче ќе го ресорбира коренчето од млечното зъбче, тоа има корен. Не е дека нема, ама ќе ги биде ресорбирано, излижено, изедено, така да го кажеме, полека ќе го избутка, ќе падне млечното зъбче и на тоа место ќе дојде трајното зъбче. Ама ако ние од неврежност или од било која околност не го изчекаме природната смена на зъбите, туку поради болка, поради оток, поради гној, пред време го вадаме. Мора да го извадеме тогаш, не можеме да правиме сега чувар на место, а детето да не спие со ноќи. Значи од двете зла ќе го изберете помалото, ќе го извадиме зъбот пред време и сега тука зъбите кај што си имат слободно место, таму си одат. Тој зъб што ќе излезе пред замот заменик, ќе го зафате местото на зъбчето што природно треба да излезе, така. Да. И ете исто тоа, гледате колку е фактор и кај нашите деца 30% можеби маните настануваат токму од предвремено вадење на млечни зъби. Ама сега мислам со ваква поставеност на стоматологијата, со матичните доктори, со покачена свест на нашето население, сега да гледате дека се повеќе и повеќе им е важно на луѓето како изгледат, дали им се прави зъбите, дали им се бели зъбите, дали им се здрави зъбите. Јас имам таков впечаток дека се повеќе и повеќе луѓето
внимават на тоа и сакат да бидат убави, и сакат да обрнат внимание на тоа, и родителите сега се повеќе и повеќе разговарат со нивните деца, сакат ги носат во стоматолошките амбуланти, докторите се полюбезни, сакат да работат, знаат да работат со деца, ги земат, ги придобиват и има многу деца кои идат во мојата амбуланта за консултации, нели, и за ортодонско помагало, за апаратче, кај кои гледам пломбички, и тоа е на млечни зъби, и тоа е многу убаво, многу добра придобивка на поставеноста на стоматологијата. Да, особено во Кочани. Особено во Кочани. Мислам дека многу се заинтересираа и родителите и докторите. Значи не треба да се вадат пред време млечните запчиња, за да не дојде до тие аномалии кои сега ги зборуваме. Да можеме да обстанат колку е можно да дојдеме до биолошката смена на зъбите. Инаку и ова сакам да го кажам, многу е лесно да зборувате, вака да направите, онака да направите, не знам како да направите, ама тешко е да седнете дете на стоматолошко столче и да му направите зъбче. Тоа е тешко, тоа е макотрпна работа, тешка работа, значи тешка работа. Ама сепак мислам ако се потрудиме, кај најголем број од децата доаѓа до резултати. Инаку е тешко. Тоа е најтешката работа. Мислам дека е тоа најтешката работа. Така, да ги објасниме тие аномалии кои ги сега има нели повеќе аномалии. Кажавме збиеност и расширеност. Да, кај нашето население е најмногу збиеност. Значи тоа е мана по моите преценки, по мојата пракса, мана на прво место. Збиеност. Сега зошто се јавува збиеноста? Збиеноста се јавува од неколку причини. Еве ви викам, значи, еве на ово што ви кажам. Ако извадите млечно зъбче, одма забот, например, извадите млечен пети зъб, тоа е катник, последен катник од млечната дентиција. Зад него никне шести зъб, траен катник, кој нема зъб заменик. Тука настануваат, тоа повеќе пати сме го зборувале, меѓутоа мислам дека луѓето сакат да го чујат. Настанува забуна. Значи шести зъб е траен зъб, прв катник, нема зъб заменик, излегува самостално после последниот млечен зъб. Значи имаме пети млечен зъб, катник млечен, одма зад него имаме шести траен зъб. Сега, тоа се случува во 6-та година, 7-та година излегува шести зъб, шести е поред во 6-та година и затоа така се вика шести зъб. Ама пошто катниците најмногу се расипуваат и најголемите проблеми е кога ќе извадите предвремено млечен катник. Значи четврти и пети зъб. Да. Ако ќе ви кажам и за инцизивите, за предните зъби. И сега ако сме принудени да извадиме млечен пети зъб пред биолошката смена на зъбите, шестиот зъб полека ќе тргне напред и ќе го зафате местото за трајниот пети зъб. И еве ви тескоба. Значи тескоба значи недостаток на простор, значи едно тескоба за се вика тескоба и за други некои. И нема каде петката да изникне, така затоа што шеската го зафатила местото. Да, од предвремено вадење на зъби може да настане од генетските особености, ако наследите потесни вилички, виличните лакови, виличните гребени, тоа се е генетски детерминирано, не можете тоа никако да влијаете. Значи, како е детерминирано, така ќе биде, значи тесни. Сега, ама и комбинациите можат да ви бидат различни. Например, имате тесни вилични лакови, добивате со другите гени пошироки зъбни коронки, пошироки зъби. Значи, во тој лак, во тој опсек, немате место да се сместат сите зъби. Или дури има примери во книгите кај што имате нормални вилични лакови, ама прешироки зъбни коронки. Зъби. Така. Значи пак имате недостаток на простор. Еве кога извадите предвремено млечни зъби, кога имате наследство, кога има некогаш има, например, има и една мана, еве и таа, и тоа е ортодонска мана, во бројот на зъбите. Некогаш имате дупли зъби. Но тие повеќе се случуваат кај втори, кај пети, кај премоларите и кај катниците тоа не се случува. Тоа е умникот. Значи, затоа најмногу се случува кај втор латерален инцизив, горе и доле. Може да имате дупло такви зъби. И ако немат, еве пак да ви предизвика тескоба. Да. Ама ако имате, например, пошироко лакче, ја имам едно дете. Дете има дупло двојче, не изгледа лошо вака на асиметрија, на убавина, а има доволно простор да остане и тоа зъбче. И го оставивме. Значи има трети, две втори, единица, втори и трети зъб.
Ама ако е виличниот лак на пример бил доволен само за дадениот број што треба да биде нели тие заби кои се двојка, единица, тогаш ќе имаме тескоба. Има една нешто што има мезиоден се вика, значи меѓу единиците горни, среден зап, тај мора да се изваде секако и да имате тескоба и да имате растреситост, тоа значи многу грдо изгледа да имате зап на средината и е со неправилна форма. Сега зависи и каква форма, еве аномалија и во формата. Зависи дали ќе биде во правилна форма, неправилна форма, поголем, помал. Значи и во формата имате. Имате во поставеноста, може да си го сменат местото. Значи еден зап да го заземе местото на друг зап. Да. Тоа е да се го сменат местото. Може да биде поставен повисоко, значи во супраоклузија. Значи повисоко од таа што треба да постигне висина. Може да биде поставен и пониско. Така. Тоа е за збиеност. За збиеност. Кога се јавува расширеноста, односно растреситоста? Сега, видите, обратно на тоа, а кај нас најмногу, значи, еве уште еднаш ви викам дека кај нас, на нашите деца, најмногу имаме збиеност. Ова прва аномалија. Да, имаме до толку збиеност што некој сме принудени и да вадеме, да намалиме дел од забите, за да другите што ќе останат ги наместиме во правилен забен низ. Но кажавме дека главна причина е предвременото вадење на тие млечни запчиња кои има. Да, тоа и наследство. И наследството. Да. Растреситост е обратно од збиеност, е растреситост. Сега тука, значи пак ќе биде обратно. Или се поголеми виличните лакови, или се помали ширината на забите, или немате заби, па сега кога немате заби, нели рековме тука може да имаме дупло запче. Ама може и да немаме зап. Може и да нема. Може да отсутствува. Клица за стален зап или? Клица за стален зап, да. Може да немаме клица за стален зап. Еве тука е таа сега предизвикана растреситост, нели? Ако немате клица. Таа не може да се да се додава. Сега или да се додава, или да се сближат забите кои се останати. Значи има неколку варијанти кои можете да ги скомбинирате за да добиете најдобар резултат. Меѓутоа еве растреситост обратно од збиеност, или поголеми вилични лакови, помали запчиња, или па нормален виличен лак, ама потесни запчиња сте добиле, или има недостаток на дел од забите, особено на вторите заби. Рековме дека тој зап може да го нема. А тоа сега па некогаш ќе ме прашат родителите, зашто прво е наследно, вака кога ќе се вратат назад, баба немала, мајка немала и така, и тоа некогаш во науката се вика дека е на по-висок стадиум на развој од човекот имал во минатото многу повеќе заби, полека како развојот тече, храната се и по нели направена готова, бројот на забите се намалува. Затоа кај некој од луѓето нема ни 8 заби. Да. Образложението е тоа. Таква е претпоставката нели во науката. Други аномалии кои ќе споменеме за кои ќе Други аномалии може да се јават значи во однос на тоа како се зглобуваат вилиците една со една, горната со долната вилица и како пак вилиците заеднички се зглобуваат со лицевиот скелет. Сега, на пример, отиманите може да се јават само во едната вилица, може да се јават во двете вилици, може да имате растреситост во двете вилици, може и да немате. Може да имате тескоба во двете вилици, може да имате, значи тоа се за поедините забни низови. А ако сега како се узглобуваат вилиците една со друга, може да имате истуреност на горната вилица. Значи долната нормално е поставена во однос на скелетните коски на черепот, ама горната ви е истурена. И тогаш имате едно лице што се вика птичи профил, значи истуреност на оваа третина, на втората третина од лицето. Тоа се вика втора класа во ортодонцијата. Мана од втора класа. Сега па оваа втора класа може да се сите 4 заба или 6 од трети до трети истурени према напред и да има голема степеница меѓу долните и горните заби, хоризонтална степеница, и таа се вика прво деление, или пак единиците да бидат кон внатре закосени, а двојките кон надвор. Таа се вика декбис или втора класа. Исто има оваа мана кај нашето население. Протрузијата или истуреноста на горните заби, мислам дека не е толку застапена колку што е ретрузија или внатре, единиците внатре, двојките на надвор. Тоа е како се усогласуваат
вилиците, горната и долната, има една мана што се вика прогенија, може да биде лажна и стварна прогенија. Тоа е кога долната вилица оде нанапред, а горната заостанува зад неја. И тоа е малку наследно понекогаш? Или... Секогаш. Секогаш. Секогаш Хасбурговците, кога ги гледале на портретите, сите биле со прогенија. А не се знаело за гени. Монархијата која била на власт. И сега оваа прогенија може да биде лажна и стварна. Лажна е ако долната вилица е нормална, ама горната ви заостанува во растот, и тогаш имате лажна прогенија. Си мислите дека оваа е преразвиена, ама има параметри по кои, нели, методи, начини кои ќе видите, ќе направите анализа и ќе сватите дека горната вилица ви е неразвиена, имате лажна прогенија, треба да се усмерите на третман на горната вилица. Да. Или пак права прогенија, тука веќе нема, тука е долната виличка поразвиена и тоа се вика прогенија вера или права прогенија. Да. Значи горната виличка ви е нормална, правилна, со дадени параметри кои ги задоволуват за нормална горна виличка, со тоа што долната е поразвиена. И сега она што ќе ги интересира гледачите и оние кои ги имаат ваквите аномалии, дали успешно се решава кај вас ортодонтите и избиеноста на забите и растреситоста, па и ваквите аномалии на вилиците? Да, кај нашето население во главном има збиеност, растреситост, не толку нагласени оваа истуреност, има и нешто прогени, ама поретко, што е многу добро, и таа е најнепријатна мана, естетски вака кој ќе гледате, да. Има уште една мана што се вика отворен загриз. Сега отворен загриз, кога зборувавме за доењето, за голтањето, нели ви реков дека ќе има една мана што е предизвикана, може да биде предизвикана и од лоша навика, а лошата навика е инфантилно или незрело голтање. Тоа незрело голтање е кога детето, кога ќе му изникнат забите, не може да го превоспита голтањето во зрело, туку голта како кога било доенче. И јазичето постојано го бутка меѓу забните низови. Долниот и горниот забен низ. Постојано го бутка и забниот низ мора да се отвори. И тоа ви е отворен загриз, ама тај сте го предизвикале со лоша навика. Тоа лесно се решава, полесно се решава. Ама има и скелетно отворен загриз, тоа потешко се решава. Тоа е узглобеноста на виличните коски со черепот. Значи полоша узглобеност и доваѓа до отворен загриз. Зјап има. Сега, ако е со лоша навика, ќе правите вежбички, нели, да се превоспита јазикот, да тргне во зрело голтање. Има апарачиња што се дават, на едно од апарачињата има како завесичка, го викаме ние тоа, не му дава на јазичето да оде према забите, према забните низови, го бутка кон назад. Факторот што го предизвикало, што ја предизвикало маната, го отргнувате и тука успешно, многу успешно ќе се реши и отворениот загриз. Еве и таа е една ортодонска мана што решаваме. Ама најмногу кај нашето население се решава тескова. Најмногу. Сега тескобата, како можете да ја видите, да прецените во амбулантата, неколку начини може да се направат и рентген снимки, тоа сме го збориле. Сепак лично сметам дека треба најпрво да се направи добра преценка во амбулантите, да се направи една анализа, мирен преглед. Кај ортодонските амбуланти се што работат е безболно, децата се трапеливи, отварат уста, сакат, соработуваат, значи дури може и моделче да се направи, да седнете мирно да разгледате, да направите анализа. Значи најдобро е во амбулантата и да преценете возраста на детето и забната старост да ја преценете. Затоа што еве во прво оделение, да речеме дете сега прво оделение 6 години, оно може да има само 2 запчиња доле горе трајни и 6. Дури не мора. Во прво оделение ви кажувам со 6 години. И сега ако нема втори заби, па не е време. Зошто сега да одеме да снимаме дете, нема потреба, значи треба да го знаеме сепак биолошкиот опсек, кога ги очекуваме тие заби да никнат и да изчекаме, значи да го изчекаме растот и развојот. Најпосле еве ако нема, на пример, еве тоа ја ми го кажувам на многу од родителите. Детето е 7 години и да нема клица за втори заб, што ќе му направите? Ќе му ставите вештачки заби во прво оделение? Нема да му ставите. Затоа ви викам, значи добро обмислен
Мислам преглед, добро да се разговара со родителите, децата соработуваат. Тоа е многу добро што се работува, детето слуша. Да. Вие, значи, да направите едно добар преглед, да го сватите биолошкиот опсек, да го видите целосно детето во каква фаза. Има деца во 4-то деление ги имаат сите заби. Ама еве јас вчера имав дете што е 7-мо деление, има уште млечни заби. Да. Не е ни тоа ненормално. Значи имаме биолошки опсек, имаме секој дете само за себе има раст развој. Секој индивидуално. Да, ама тај биолошки опсек, зашто, значи вика се биолошки опсек, не се вика патолошки, значи тоа го прифаќаш како нормално. Сега ако има, например, ако дојдете вие по ситуација да решавате нешто, а нема, еве со тие втори заби, да решавате растресето си, немате изникнено втори заби, мора да ви направите снимка, да видите дали ги има во виличната коска, кој го предизвикал. Дали доправа ќе излегува? Застојот. Така. Да. Ако излегува, значи нема да имате растреситост. Треба да направите место, ќе се движите во еден правец. А ако ги нема, значи мора сосема различно, диаметрално различно. Гледате, сега значи имате место, па треба да го соберете, да дадете држач на простор, има едно нешто што се вика. Кај нас мислам дека тоа малце е пропуст што не го работиме, а е добро држач на простор. Ако веќе сме изгубиле еден заб, а рано е за смената на забите, има можност да се стави држач на простор. За да го држи просторот, за да може да изникне забче. Да го изчекаме. Така. Биолошкото време, да чекаме вистинското време на смената на забот и кој ќе си дојде, кој ќе пробие да го тргнеме. Така. Дали со протеза мобилна или фиксна се решавате скубата, односно збиеност? Да. Сега зависи детето во која забна старост ја има, може да се реше и со фиксно и со мобилно апаратче. Кај нас властите дадоа, значи, можност бесплатно. И многу е добро тоа, значи за може секое дете, ако е дисциплинирано, ако дојде навреме, ако има услови да се оствари тоа, да зема апаратче, да носе и да дојдеме до задоволителни резултати. Оти некогаш тргнуваме од многу лошо, не можеме идеално да го наместиме, тоа сите го знаеме, и докторите, и родителите, и децата. Ама ако го биде дисциплинирано, ако носе да добиеме задоволителни резултати, тогаш сите сме срекни. Така, прво се почнува со мобилна протеза. Да, прво затоа што вие видите сега, вие кога ќе дојде има систематски прегледи, тоа е бесплатно, значи многу добро, што му треба сите да го искористат деца. Значи имат бесплатен систематски преглед, тука докторите му кажуваат дека можеби ќе има некаква потреба, има некакво сомнеш дека ќе има место, ќе не има место, идат во ортодонските амбуланти, сега тука тоа што ви кажувам се направи преглед и направи добра преценка со колку заби располагаме, која е возраста на детето, што очекуваме, каква смена очекуваме на забите. И кога дојде вистинското време, значи најраниот третман што може да се почне со мобилна апаратче зборуваме да има 4 заба во фронтот, 4 трајни заба во фронтот и 6 заби во бочната регија, за да може да се тргне со третман со мобилно апаратче. Тоа е бесплатно кај нас и мислам дека треба сите деца да го искористат. Понатаму, ако не сме добиле добри резултати од било кои причини со мобилно апаратче, не сме имале, не сме биле дисциплинирани, маната била потешка, не сме можеле да го решиме, има можности да се решава со фиксни апаратчиња, исто резултатите се 100%, имаме резултати и добро е, децата ги сакат, ги прифаќат, мислам дека многу добро ги прифатија и дека имаме многу добри резултати. Дали во било која возраст, односно во секоја возраст се става фиксна протеза и колку време треба да се не носи? Може да се, не може да се стави во... Да прашуваат, колку време така, треба да се носи фиксна протеза. протеза. Тоа секогаш е, ама не може да ставите фиксна протеза на млечни заби. Значи тоа не може. Плюс забите кога ќе изникнат во забните низови, во забните лакови, тоа вие им добиете коронка, меѓутоа има едно што се вика раст и развој на забниот корен. Значи треба да постигне да се затворе забниот корен. Има едно, како да ви кажам, едно каналче кое е широко кога ќе пробијат ми млади се забите, тие се движат, се уште се движат и некој како ќе ви избие забче ако не се движи. Значи мора да се движи, дури некои вежбички што кажуваме на децата да ги прават, да они го поместат со вежбичките забчето, да, затоа што вие влијаете механички и забчето има раст, развој, се движи и така сте го поместиле. И целата оваа работа ние што местиме заби со лежи на механичките законитости. Ама мора да се постигнат, значи услови, биолошки услови, мора да биде затворен растот на коренот,
мора да се постигне забна Значи, многу старост. фактори влијаат дали ќе се постави фиксна протеза, односно фиксно апаратче или за да не. добиете успех, а не неуспех. Например, еве ако имате растреситост и детето има забна старост, еве дете е например од 8 одделение. Има растреситост, ценеме дека на сликата преценеме дека забните корени се затворени, дека се е добро, дека не можеме да тргнеме со третман со фиксно апаратче и тие простори ги собереме, што ги собереме например за година дена од прилика, ама ќе ни останат сега дадени простори, ако имаме повеќе простор, ќе ни останат празни и тогаш тие треба да се надокнадат со фиксни надокнади, или со порцелански мостови, со фиксни надокнади, ама вие не смеете на дете од 16 години да му ставите мост. Значи не смеете. И сега зошто вие да земете у 8 одделение, да му собирате заби, да им бидете третман, а да го држите до 18 години? Затоа ви викам, значи треба да се прецене што ќе правите, на кои заби тоа ќе оставите, во каква кондиција се забите, во каква старост се, дали потоа ќе треба некаква фиксна надокнада да работите, дали нема да работите и за тој временски период треба преценете кога треба да го аплицирате апаратче. Важно е дека сите аномалии кои ги споменавме успешно се решаваат со таквите мобилни или фиксни протези. Да. Сите аномалии има решение. Има решение. Особено кај нашите деца ви викам дека не се толку тешки, не се толку драматични. Значи не се толку тешки и драматични, ако имаме дисциплина. Да. Успехот е сигурен. Еве за крај докторке, што им препорачувате на сите, можеби мајки, родители, па и на децата? Им препорачувам да не бидат во грч, да не живеат во предпоставки, да појдат кај своите матични заболекари и да не веруваат дека само ќе се реши, туку добра консултација со добар ортодонт се ќе реши. Матичниот заболекар. Матичниот заболекар е навистина прва помош и треба да се избереме заболекар кој ни е најблиску, во кој имаме најмногу доверба, кај кој можеме детето да го однесеме. Оња одма виде маната. И ја знае и препорачува да се појде на ортодонт. Значи тргнува од матичниот заболекар. Ако има некоја запче кој може да се поправи, значи се може таму да се направи и потоа има препорака од нашите колеги, имат сите деца имат препорака, систематски прегледава препораки исто да се појде на ортодонт. Сега во нашите пак амбуланти ќе мора да се направи тај преглед, да се направи анализа, да се исчека некоја запче. Ако се клате на пример запче, дојде видете, па вие нема да му земете сигурно мерка и за недела две да го преправате апаратчето. Значи ќе исчекате. Да. Или да падне запчето, или да го изваде кај матичен заболекар, да тргне малку трајното запче. Значи, си има моменти кои треба да ги исчекате и ја лично имам една дефиниција, значи најсреќна ќе бидам ако го фатеме вистинскиот момент кога детето ќе земе апаратче, ќе го носе најмалку, а ќе имаме најдобар успех. Ги поканувам сите наши сограѓани, се е бесплатно, контролите се бесплатни, прегледите се бесплатни, мобилните апаратчиња се бесплатни, повелете да дадеме се од себе, нели, да нашите деца да не запамтат пар. Да има убава естетика на забите. Да, и да ни бидат убави. И никако предвремено вадење на млечни забите. Поправени, како што кажам. Јас ќе ви се заблагодарам што еве позитивно се одзовте на нашата покана, да можеме да ги објасниме ортодонтските аномалии, да ги има се помалку во иднина. Да ги има се помалку, ве благодарам. Ќе ве очекуваме повторно во Канал 8. Почитувани гледачи, изборувавме за ортодонтските аномалии со доктор Виолета Дунева, специјалист ортодонт во Кучани. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин. А ви останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на лекарите. Довидување.